Добро вечер, почитувани гледачи, во ново понеделничко издание на Тренд анализа со мене Анита Додевска. Едниот е ослободен од кривично гонење, другиот го чека судски процес. И двајцата некогашни фронтмени, гласни учесници во шарената револуција. Соборци и борци за демократија и правично општество. Сега, луѓе со различни ставови, меѓусебни критики, но и различни позиции. Во студиото вечерва со мене се Здравко Савески, Левица, добро вечер. Добро вечер. И Павле Богоевски, пратеник. Добро вечер. Јас за почеток нема да правам саботажа на дебатава, но сакам да ве прашам дали откако вие стапивте на позиција, вие останавте без работа, некако испивте некое пријателско кафе во името на претходната заедничка битка, како што реков, за демократија? Па не, веројатно и двајцата не сме чувствувале потреба од тоа. А не се секам, имам испиено пред? Да. Така што претходно се среќававме на протести и бевне доста активни во борбата против режимот. Така што таму главно се среќававме. Ајде, со она што го најавив, Богоевски предизвика внимание она одлука на обвинителството што ја соопштија вашите адвокати. Правнички не го знам баш добро речникот, но вие сте ослободени од кривично гонење за вашето учество, конкретно бојадисување на зградите за време на шарената револуција. Ова правнички значи дека практично вие не ни дојдовте до онаа фаза на обвинение, па да се види дали сте виновен или не. Дојдов. Добро. Значи, обвинителството се откажа од гонење во првиот момент кога во фазата на главна расправа се докажа дека вкупната штета која што била причината во протестите пред Министерството за култура не е доволна за да бидат исполнети условите за постојање на кривично дело. Со други зборови, штетата причината со диспресивните бои кои што ние предизвикавме во зградата на Министерството не е доволна за воопшто да има кривично дело. Тоа беше клучното образложение. Тоа е клучот и во моментот кога во текот на постапката ќе се утврди дека не постои кривично дело, апсурдно е да постои каква било постапка. Тогаш постапката се запира и нема присуда виновен невин од проста причина што воопшто нема дел за кое што треба да се суди. Што е поразличен вашиот судски процес што го водите? Колку луѓе се уште треба да се соочат со судот на оваа тема? Да, она што дефинитивно е точно е дека и во случајот на Павле, како и во нашите случаи, се работи за политичка позадина на претходната власт, истакнати борци против режимот да бидат тргнати за да се обесхрабрат луѓето да протестираат и правилна беше одлуката на обвинителството да го повлечи обвинението против Павле Богоевски. Она што сомничи дека се работи за двоен аршин е како во неговиот случај е повлечено обвинението, а кај останатите тројца кои сме обвинети не е тоа направено, бидејќи и во нашиот случај е политичко гонењето и треба, значи, да има рамноправен третман на делата. И тука е она што, на Павле му беше замерено од моја страна и од повеќе места е дека сепак си дозволи да биде портпарол на обвинителството и да утврдува дали има доволно висока штета нанесена од наша страна за да се продолжи со процесот во нашиот случај или не. Така што тоа не е солидарно, не е однос кој може да се очекува од еден соборец. Може, например, истото таа реченица која кажа Павле во неговата изјава, да беше кажана од некој портпарол на обвинителството и од некој обвинител, ќе поминеше без никакви забелешки, бидејќи нивната позиција соодветствува на изјавата. Минатото на Павле како учесник во шарената револуција едноставно не соодветствува да каже во мојот случај е вака, ама вие другите ќе си терате со судскиот процес да ве малтретираат и понатаму. Мало одговора ако може, но прво во ниту еден момент не сум негирал дека и процесот против Здравко, Владимир и Гени, исто како и процесот против мене беше резултат на политички прогон на претходната владеачка структура. Напротив, и се до одреден момент редовно одев за поддршка на вашите судења кои се сеќаваш и така натаму сето. Делот кој што е, ако станува збор за факти, воопшто не треба да биде доведено во прашање дали тоа го каже портпарол на обвинителство или го кажува Павле Богоевски. Доколку беше повлечено обвинението против Василевска Славов
немаше да обвинувам за двојни аршини. И проценката за штета станува неважна во првиот момент кога судот ќе утврди дека е така. Ќе утврди дека е направена погрешна пресметка и дека иде понатаму. Јас најискрено се надевам, дури верувам во тоа, дека многу скоро и вие ќе бидете ослободени од гонење. Прашањето кое што на мене беше директно поставено беше дали ослободувањето, дали откажувањето од кривично гонење на тебе по дефиниција значи откажување од кривично гонење и престанување на постапките на другите отчарена кои што сега ги гонат. Мојот одговор беше не. Бидејќи кај мене се установи, а кај вас се уште се чека. Тоа што кај мене се установило не значи кај вас нема да се установи. Кај мене проблем е што ти директно скокна на прогласување на двојни аршини од обвинителство под нова политичка структура. Воопшто, у случајов висината на штетата, иако така беше пренесена мојата изјава во медиумите, иако е конструктивен елемент на делото, не е значено, според мен, у недоразбирањето кој што го имаме јас и ти, по однос на ова прашање. Проблемот е, како, за нешто, зашто судот се уште се нема изјаснето кај тебе, односно валидноста на моменталната проценка на штета која што постои таа постапка, ти го земаш како здрав и готов доказ за постоење двојни аршини. И извини, ама ти во твоите изјави во јавност во ниту еден момент не кажа како што сега кажа дека тоа што те прави сомничав за постоење на двојни аршини. Не, ти директно тврдеше постоење на двојни аршини. Што е нешто против кое што јас би сакал да изреагирам и изреагирав. Бидејќи кај мене не гледав никаков повластен третман во самата постапка. Напротив, на почетокот гледав и нешто поинаку. Не си ти во позиција да судиш доказна постапка. Ти не го знаеш, јас колку што знам. Немаш увид во доказните материјали на обвинителството. Поправиме ако грешам. Ако немаш увид во документите, тогаш ти не можеш да даваш категорични изјави дали штетата соодветствува на ниво на кривично дело или не. Она што би се очекувало од тебе да го направиш, тогаш, а не сега, откако беше прозван, е да кажеш дека се надеваш, дека ако има основа за повлекување на обвинителниот акт во нашите дела, дека ќе дојде до тоа. Ти тоа не го кажа. Не го кажа, откако беше прозван и отпосле контрол демидж и слични работи. Значи, ти си дозволи, дури, значи, останавме тројца кои се влечкаме по судови. И сега од тие тројца, еден ниту спомнаш. Значи, тебе за жал те изоставив. Да бевне 10 луѓе, па да речеме, си ме изоставил, па иде некако да сватиме. Ами тројца се. Вториот му го грешиш презимето. И ете, браво, дали јас го грешив или медиумите грешно го пренесоа? Како и да, и во мојот случај не си го спомнал моето име. Извини за тоа. И сега само една работа, ако може како реакција. Викаш, не си во позиција да судиш, немаш увид во документи на обвинителството па да збориш дали е кривично дело или не. Не треба да имаш директно вид во документите на обвинителството, за да знаеш дека ако обвинителството не смета дека е причината таа штета, нема воопшто да покрене постапка. Значи, условот судот да го прифати обвинението и да ја започне постапката, односно тебе да те викне на претрес, е обвинителството да има некакво тврдење за таа штета. Ме разбираш? И проблемот е што ти ги знаеш овие работи. Значи, сигурен сум дека ги знаеш овие работи. Јас стварно не сомничам, туку тврдам дека намерно ги извртуваш. Као прва работа. Као втора работа да кажеш однапред. Значи, твојата реакција, која што, иако според мене беше невистинита, беше популистичка, беше опортунистичка, не беше целосно надвор од место. Предпоставам дека и јас ќе се почувствував неубаво, ако ја прочитав само таа една реченица која што постоеше утредента ти која пише. И во првиот момент кога јас забележав дека одговорот на прашањето дали твоево откажување од гонење значи по автоматизам откажување од гонење и на другите, што знаеш дека не смее да биде така, бидејќи во Македонија судската аналогија не само што не е дозволена, туку изричито и забранета. Кога видов каква галама и недоразбирање предизвика, веднаш ги појаснив работите и пред моето објаснување јасно и гласно напишав дека сметам дека е резултат на политички прогон и дека се надевам дека што е можно побрзо и вие ќе бидете ослободени од обвинение. Тоа што останува како факт е дека ти ја користиш секоја прилика да ги извртиш зборовите, да се фатиш за најмала запирка и да си го представиш тоа во светло како на некои што од луѓе што се прокламирале за непартиски борци за човекови права и правда, се преточиле во партиските води. Да.
Ајде да му дознам повеќе. Да, значи, Павле, она што, например, не е мал факт, да заборавиш, да изумиш, да спомниш некого кој се влечка по судови 2 години. Значи, ајде, што е тоа? И она отпосле, значи, control damage. Некако на новата власт, на која си ти дел, многу често ви се случува отпосле да нешто коригирате, не сме биле добро сватени, сме имале добри намери или слично. Како овој аргентинецот, твојот пријател, отпосле сватил дека направил грешка и уште еднаш нема да го прави тоа. Како, не знам, сакате да бидете третирани како мали дечиња, па како кога ќе сгрешат нешто, мајката ќе им рече немој вака и тој ќе рече важи нема така, и она власт е веќе. Не може, тие работи се недозволиви. Ако некој направи грешка, тогаш ќе се повлече, ќе рече извини, тој тешкиот збор извини, јас прифаќам, окей, ето, се извинам, не е нешто премногу страшно. Јас воопшто не очекувам обвинителство по аналогија да заклучува во однос на нашите случаи. Извинявам, твојата реакција на тоа алудираше здраво. Она што од тебе, тоа алудира. Зошто јас викам дека ти ми си поранешен соборец? Ти не се однесуваш како мој соборец. Мој соборец би ја вложил својата политичка тежина за да онолку колку што е можно во рамките на законот да има. Сакаш да кажеш како пратеник да влијам врз обвинителството? Знаеш дека и тоа е недозволено. Моралната димензија, значи една изјава про форма. Значи дека очекуваш, ако е можно според закон, јас не барам ниту очекувам спротивно на закон да биде повлечено моето обвинение. Јас тврдам дека јас сум невин во она што ме обвинуваат, во она што е политички конструиран процес, и јас тоа ќе го докажам на суд. И јас исто така мислам дека си невин за тоа што тоа. Значи, дека не треба да претрпиш санкции така за тоа што тоа. Значи, треба премногу одите на прва, премногу ја покажувате она ароганција на власта која имавте и претходно. Значи, граѓаните имаат право да ве критикуваат и вие Кој треба... има претходно, извини? Претходната власт. Значи, не можете да си ја дозволите таа ароганција на власта, а ако си ја дозволувате, не можете да очекувате дека нема да бидете критикувани за тоа. Никој не очекува да не бидеме критикувани. Неколку работи би сакал да спомнам во однос на тоа што кажа. Вика, многу често ви се случува да кажете нешто, па не сте биле сватени, после да се коригирате и така натаму. А дека сега сме власт и не треба така да правиме. Види, последната власт која што имавме, која што тврдеше дека е безгрешна, беше структурата на ВМРО-ДПМН. Видовме како поминавме со тоа. Според мене, голем дел од причината зашто ВМРО-ДПМН е отиде до таму е бидејќи кога тие ќе направеа грешка, не само што не одеа назад, туку презема и низат чекори за да си оправдаа својата грешка. За својата грешка да доведат во колосек и тие чекори многу често предизвикуваат уште поголема штета од самата грешка. Нема ништо лошо да признаш дека си сгрешен. Наискрено го мислам тоа. И поготово имајќи предвид, сега зборам за партискиот дел од структурата на власта, односно Социјалдемократскиот сојуз и другите партии, тоа се партии кои 12 години се постојано во опозиција. И за кои што очекувано може да се, и за кои што оправдано може да се очекува некоја кривина на учење дојде каде дојде, која што кривина на учење така одамна е завршена. Значи, веќе 6 месеци ефективно откако нашата коалиција презема власта, дури и ако имаше некоја кривина на учење која што се очекуваше, веќе не постои. Но во однос на грешката, стварно мислам дека нема ништо лошо да се признае дека се направило грешка и да се насочат напорите кон коригирање на таа грешка и кон отстранување на штетните последици кои што можеби самата грешка ја предизвикала. И викаш сега, ке рече грешки ке повараме публикување. Извини, ама и тука не се согласувам нужно со тебе. Има грешки кои заслужуваат публикување од функција, има грешки кои иако се грешки не заслужуваат публикување од функција. Мојата тогашна проценка беше дека грешката на Александар Донев, или како што ти го нарекуваш аргентинецот, не била доволна за да представува причина за публикување од функција. И тоа е само моје мислење, кое што нема никаква правна тежина во однос на неговото публикување или установување на функција. За тоа одлучува владата на Република Македонија. Втора работа. Рече дека очекуваш ако е можно да искориста мојата политичка тежина во насока на неутврдување на вина кај тебе. Една работа која што ја сватив и со чии последици можам комотно да кажам дека се уште се борам е поготово од кога човек стапува на функција, одговорноста за секој кажан збор. Претходно беше многу лесно заедно маршираме полицијата, бидеме безкомпромисни во нашите барања и така натаму и многу гласно ја кажувам.
Но било кој, например, која е разликата помеѓу тоа што го напиша во статусот, јас се надевам дека Здравко Саевски и другите ќе бидат ослободени, и помеѓу очекувам да бидат ослободени. Очекувам да бидат ослободени, значи мешање на законодавна во судска власт. Свегаш дека не смеам да го направам тоа. Како активист можам да го направам тоа. Како пратеник, мојот збор не сме да биде очекуван. Мора да остане на се надева. Се друго представувам противзаконско мешање на законодавната во судската власт. И едноставно не може така да биде. Павле, значи да не ги извртуваме работите и да не ја должиме оваа тема, бидејќи не е толку важно. Значи, она што од тебе, ќе повторам, да не ги извртуваме работите, значи од тебе се бараш солидарност од соборец. Значи, како што имаш ти... таа солидарност, Здравко, Извини, цело време. Отпосле не е доволно добро. Значи, се извинувам, аргентинецот, значи, зборува, се извинувам, ама тоа уште еднаш нема да направам. Не е доволно. И она што е многу важно, се боревме против минатата власт која забега. Забега, бидејќи немаше доволна критичка јавност, притисок од критичната јавност, уште од почетокот на владењето. И забега, зошто забега? Бидејќи предолг грейс период им беше оставено. Со таа грешка не мислиме да ја повториме. Значи, мора да се лови секоја грешка за да не се повторуваат грешките. Бидејќи на нашите политичари исти се во таа смисла, значи и ВМРО, ДПМН и СДСМ, во која смисла не се исти. Ќе ја дискутираме, се надевам, политиката на СДСМ, на влада на СДСМ и ДУИ, и ќе го видиме твоето позиционирање како пратеник, бидејќи наводно си независен пратеник. Не знам, некако твоето досие на гласање кажува дека баш и не си многу независен, освен ако ти и сличите на тебе не сте му дале ново значење на терминот независен од типот на дека ништо не зависи од вас. Така што ќе го видиме и се надевам ќе преминеме на тоа. Едве чек. Не успев никако да поставам прашање од оној дел судскиот. Веднаш преминавме во следниот дел. Здравко, внимателно ве следев. Упати критики во однос на актуелната власт. Освен ароганција, веќе препознаваш можеби и некои погрешни чекори во стартот на владење од овие месеци. Што, има ли некое разочарување во однос на клучни некои одлуки или потези што ги направи актуелната владеачка гарнитура? Сакам да одбегнам паушални квалификации. Нешто конкретно лоцираше до сега? Значи, она што го гледаме, многу луѓе го гледаат во Македонија, вклучително и многу активисти на шарената револуција, е неподносливата леснотија на трошење народни пари. Значи, ги имаме парите, сме им ги зеле на граѓаните и сега ќе си ги трошиме као што сакаме. И тоа е нешто што многу граѓани разочарува, бидејќи тврдат дека биле различни. Сега, лесно е да се тврди дека си различен, но то треба, ако не го докажеш, тогаш не си различен, туку ист. Понатаму, поставување на луѓе по заслуга, по пријателски врски во органите на власт. Тоа исто така многу подсетува на минатата власт, без квалификации, без конкурси. Ако има конкурси, тие се местени. Понатаму, воспоставување на Министерство за вистина, со дополнителни кадри кои треба да го креираат или обликуваат јавното мислење, кои ќе изиграваат милиционери на критичката мисла, што е недемократски порив кој го имаше кај минатата власт. Понатаму, кога одиме на сферата на економијата, која е многу клучна сфера, она што го гледаме, тоа го знаевме ние од левица, она што за жал него се забележаа граѓаните, е дека и СДСМ е исто како ВМРО ДПМН, партија која работи во интерес на крупниот капитал. Повторно истата шема на поставување на вице-премиер, крупен капиталист кој треба да ја контролира економијата, економската политика во корист на газдите. Понатаму оние ветувања кои беа дадени во изборната програма на СДСМ, на кои меѓу другото ги добија изборите, одеднаш гледаме дека не се применуваат. Добро, набројавте Савески на еден долг список со забелешки, јас ги запишав, Павле, дел од нив. Сега ќе кажам, не си представник на извршната власт, но секако си дел од сегашното политичко милје.
Да. Морам да забележам една работа. Значи, постојано, мислам дека прилично често се случува истото. Многу работи знакажа, сето тоа звучи многу романтично, многу фино, дури активистички, но за жал ништо од тоа не е фактички точно. Све се субјективни проценки, испопулизирани ставови и мислења, кои што имаат многу мал допир со самата реалност. Велиш местени конкурси. Дај ми еден доказ. Немате конкурси. Немаме конкурси, значи на немање конкурси ти викаш местени конкурси. Директорите што се назначени на позиција ВД и колку што знам, многу скоро време ќе има конкурси за тие места. Значи, твоето излагање го почна со местените конкурси и после тоа продолжи низ други паралели кои што се надевам дека ќе ти договорам да правиш. Според мене, уште од сам старт почна со лажна претпоставка која што ти служеше да го зголемиш. Извини ако може да докажам се. Извини, само без да злоупотребуваш изјавите, значи јас кажам или без конкурси или со наместени конкурси. Значи, ако не едното е другото. Ако може да довршам. Значи мислам дека самата изјава ја почна со намерна лага за да го зголемиш вниманието на јавноста и да можат со поголема леснотија во тоа дека конкурсите се местени. Понатоа, Министерство за вистина, милиционери на критичката мисла. Министерството не се вика за вистина, се вика за комуникација со јавност, транспарентност и отчетност. Каде е пиар? Што воред, но не се вика Министерство за вистина. Понатаму, во ниту еден случај, тоа министерство до сега нема действувано како милиционери на критичката мисла. Според тоа, ја што го гледам, има действувано како инка за насочување на комуникацијата од владата кон јавноста, а не обратно, да действува како милиционер на критичката мисла во јавноста, односно да ја сузбива. Со што уште еднашка направи паралела помеѓу претходната власт и сегашната власт, која што е невистина, колку извучно да биде тоа кога искочат твојата уста. Во однос на економијата, јас иако морам да признам имам многу ограничено познавање од економијата, тоа не е моја област, но денеска се распрашав малку за твојот последен статус, нешто врска со колумната што имаш пишувано и според информациите кои што ги добив, сите ставки што ги имаш наведено таму се исто така тотално погрешни. Некои се избрзани, некои се директно лажни. Понатаму, сме ставиле вице-премиер кој што е крупен капиталист и тоа е лоша работа. Иако во ниту еден момент него оспорувам твојот напор кон градење на некапиталистичко општество, реално се дека ние живееме во капиталистичко општество. И ти тоа, извини ако може да довршиш се. Да, ама многу долго зборуваш. Тука извини кога ќе изнакажеш 30 работи кои што се лажни невистините, сакам да ги офатам сите зрав. Гледај, таа е таа ароганција за која зборувам јас. Значи, на пример, тоа што која ароганција ти можеш да збориш непрекинато и да тресеш што сакаш, јас не смеам да го критикувам тоа. Тоа е ароганција. Значи, гледај, ароганцијата, сега ќе ти објаснам. На пример, цело време одиш со квалификации. Лаги сум зборувал, популизам сум терал и слично. Извини. Значи, квалификуваш со зборови кои се навредливи. А како? Извини, кога зема делот од мојата изјава за откажување од гонење, не зему предвид десетици пати што сум бил на подршка на судење, зему предвид дека има двојни аршини од. И тоа не е популистички? Гледај, не е популистички, кај го забележа популизмот во дадената мерка. Значи, популизам имаш, на пример, во мерка, воведуваш, враќаш дневна ефтина тарифа и при тоа планираш да го либерализираш пазарот на електрична енергија, кој ќе доведи до поскапување на струјата. Тоа е популизам. Едното го правиш пред избори, второто после избори. Тоа е најефтин популизам. Знаеш што значи, Павле, социјалдемократија? Ајде, кажи ми, на чија страна се социјалдемократите? На работниците? На чија страна се овие од СДСМ? Не се на страната на работниците, на страната на газдите се. Зошто нема министер кој е синдикалец од владата? За да балансирате, за да не биде во корист на крупниот капитал. Би замолил ако може после да му одговорам на прашањето. Значи, на страната на работниците, викаш, тука имам една забелешка од аспект на практичност. Иако твоите ставови кои што ги искажуваш во јавност, наводно се на страната на работниците, уствари се спротивставени на све што представува естаблишмент и постојана форма на живење. Во ниту една равенка ти не можеш да оперираш само со едната страна. Резултатот од равенката мора да биде меѓусебната интеракција на двете страни, кои што во случајот не се само работниците, туку и се работодавците. Мерката за покачување и дефинирање на минималната плата е на страна на работниците. Фактот дека не се укина нормативниот учинок е на страна на работодавците. Компромисот кој што беше направен помеѓу интересите и барањата на двете страни, повеќе на страна на работниците. Како резултат на тие измени, ние денес имаме 90.000
работници кои што земаат 12.000 или повеќе плата кои што претходно не земаат. Имаме сега уште околу 10.000 кои што поради таа ставка на нормиран учинок не исполнуваат квотата од 12.000 денари, но ставката нормиран учинок, иако беше ставена на барање на работодавците, сега е многу порегулирана и не може да се злоупотребува како што тоа беше случајот претходно. Значи резултатите на мерката која што ти ја критикуваш и за која што не обвинуваш дека сме биле против работниците е 90.000 работници кои земаат плата повисока од колку што земаат претходно. Имаме септември и октомври пораст од 4,2% на вкупниот износ на неисплатени плати, што е највисок пораст во последниве години назад. И тоа се бројки кои што не само што не можеш да ги негираш, туку кои што сум сигурен дека ти ги знаеш, ама одбираш да не ги кажеш, за да можеш да бидеш само наводно само на страната на работниците. Ајде за минималната плата да видиме колку сте направиле компромис, да речеме. Значи и колку минатата власт, кој го воведе законот за минимална плата? Кој го воведе законот за минимална плата? Значи ВМРО-ДПМН во 2011 година. И сега, што беше проблематично на воведување на закон за минимална плата? Беше проблематично тоа што се дава во закон проформа одредени права кои во практиката не се почитуваат. Голем проблем е создавањето дупки во законот. И сега, вие што направивте? На дупките во законот, кој ги отвори ВМРО-ДПМН, со цел да не се почитува минималната плата во практика, вие додадовте уште една можност за злоупотреба на тој закон. И сега, значи, има возможувате уште една вратничка за непочитување на нормираниот договор. Има субвенционирате, например, да ја зголемевте минималната плата сериозно на 15.000, да речеме, ќе се согласев дека имаше потреба да се субвенционира тоа. Растењето треба да оди постепено. И да го направите тоа, но она што ќе се види колку е сериозен ризик тоа со нормираниот учинок ќе биде кога ќе заврши фазата на субвенционирање. Тогаш ќе имаме, ако не се буни критичката јавност, тоаш на терен ќе има големо непочитување од страна на газдите на минималната плата. Се согласувам дека имплементацијата треба. Ама вие направивте да биде тешка имплементацијата. Не се согласувам. Тоа е работа. Види, например, теориите кои што ги кажуваш и кои што многу лесно се виткаат, одат во полза на твојот став, во полза на мојот став, одат дека и со новата дупка што сме ја додале наводно според тебе, и со се останато што сме направиле полесно за поголемиот бизнис да ги злоупотреба, фактот останува дека од 120 дека од 100.000 не имаме само 10.000 кои што земаат помалку од 12. Значи резултатите на терен ги негираат твоите ставови колку убаво да звучат. Здравко. Значи не е така како што збориш. Викаш сме оставиле дупка. Не, ја регулиравме таа дупка за да не може да се злоупотреби, Здравко. Има обврска за поднесување извештај од страна на работодавецот. Има можност за зголемена инспекција доколку се забележи тренд за евентуална манипулација на тие извештаи и се останат. Нема систем кој што е совршен, но има систем кој што поставува механизми против негова злоупотреба. И постојат во случај. Значи, прати го моментот. Викаш, социјалдемократијата не значела да бидеш на страната на работниците. Не го реков тоа, не ми ги извртој зборовите. Да најдеш компромис на двете страни. Не го реков тој, извини. Не го реков тоа. Реков дека решенијата во практика треба да бидат компромис на двете страни. Добро, тоа го рече. Компромис на двете страни. Имаш влада во која вице-премиер е представник на крупниот капитал. Од друга страна, немаш ниту еден представник на работниците. Не е ни министер за труд и социјална политика од синдикатите, заменик министер нема. Не сектор е министерката за труд и социјална политика. Не е синдикат. Не е синдикат. Така што, кој баланс тука, која рамнотежа? Ја нема рамнотежата. Воведуваат програма за економски развој, се консултираат со кого? Со бизнисмените. А со синдикатите се консултираја? Не. Значи не. А премиерот Заев на колку консултации и средби со бизнис коморите беше? Беше еднаш со синдикатите? Не беше. И сега, за која рамнотежа од социјалдемократи се бара да бидат на страната на работниците, не да прават рамнотежа, а овие нерамнотежа чисто се на страната на... Не е така, Здравко. Значи не е така како што ти викаш неравнотежа чисто на страната. Извини, зголемување на минималната плата и изначување за сите сектори, не само што не е на страната на бизнис секторот, туку и од другата страна на тоа што го викаш ти како рамнотежа, повеќе на страна на работниците. Павле, каде беше ти кога се гласаше измените на законот за придоноси од социјално осигурување, каде што
дупката која е оставена во законот и кај што Која дупка извини? Сега ја објаснам. Кај што сите граѓани во Македонија, 99% од нив плаќаат придонеси од плата на цел износ од платата, а најбогатите 1% плаќаат на многу мал дел придонеси од плата. 2%. Кога то се гласаше, зошто ти не бараше да биде изедначено? Зошто? Веднаш ќе ти кажам. Измените за кои што зборуваш во Законот за социјално осигурување не се дел од даночните реформи. Не се дел. Не се дел. Вау. Тие се дел од проект финансиран од Европската унија, кој што се однесува на укинување на даночната пријава и кој што мораше да заврши во 2017 година. Тие се дел на година и нешто работа во која што работа бе вклучени невладините организации. Тоа што со сигурност го знам и тоа што Министерството за финансии во неколку наврати го има кажано, но очигледно не ти е важно тоа, е дека даночната реформа во целост ќе биде спроведена, ќе биде донесена во 2019 година. И дека тоа ќе биде пакет закон. Причината зашто се прави тоа е бидејќи претпоставам се сакаше 2018 да се остави изјавна дебата за консултирање на засегнатите страни, така натаму нешто што во 2017 не беше возможно поради долгото конституирање на собранието, поради локалните избори кои што предстоја и така натаму. Во однос на тоа е изголемување на самата основица. Предпоставувам, се надевам, дека зголемувањето на таа основица, мислам дека дури имаше изјави во таа насока од Министерството за финансии во два наврати, а сигурен сум и дека беше ветување во предизборната програма, тој дел што го каже е вистина, дека ќе се покачи тоа. Меѓутоа тоа ќе биде направено кога дел од вкупната... Ќе се укине. Ќе се направи реформата која што беше ветена во предизборната програма. Но тоа ќе биде дел од вкупната даночна реформа. Нема да биде дел од овој пакет кој што те подсетувам, се однесуваше на друга реформа која што воопшто немаше за цел да го тангира тој сектор кој што ти го зборуваш. И повторно ти го знаеш ова, само одбираш да не го кажеш и тука ми е проблем. Ете, и тоа е манипулацијата со која користиш, како сега постојано, али ќе те вратам на ова нешто, ќе ти кажам. Значи, кога некој победува на избори со одредена економска програма, тоа значи дека добил мандат од граѓаните да ја спроведува својата економска политика. Не во 2018 и во 2020 веднаш. Значи Груевски, кога победи на избори, си го спроведи концептот на рамен данок и во тој дел никој не можеше да му забележи и покрај тоа што имаше сериозни двоумења дека тоа е погрешна политика, што се испостави. Вие сега што правите? Вие ја спроведувате економската политика на Груевски. Ако толку ви се допаднала, тогаш кажете му на јавноста дека ви се допаѓа, дека сте сменале мислење, а не ајде ќе отвораме јавна дебата. Го добивте мандатот да ги спроведувате мерките. И уште нешто ќе ти нагласам. Дали се ми кажеш дека треба да направиме даночна реформа без јавна дебата? Извини. Зошто барате јавна дебата за персоналниот данок, а не барате јавна дебата, например, околу промените на оданочувањето кај најсиромашните земјоделци? Според мене, тоа решение многу ќе бирократизира и можеби ќе беше подобро да се... Свесен си дека тоа беше поправено, така? Молам? Свесен си дека таа грешка беше исправена многу брзо од како беше донесена. Не, значи ја изгласавте, патен. Значи, она што е многу интересно, го отворате законот за персонален данок, менувате 40 закони, се сменавте, членови. Али рамниот данок на Груевски како света крава ја чувавте. Тоа значи она што е многу важно. Се извинувам. Значи, проблемот со владењето на Груевски не беше само проблемот со демократијата. Беше проблемот со големото осиромашување на македонските граѓани. Целосно се согласувам со тоа. Значи, до тоа доведе погрешната економска политика на Груевски. Вие во моментот ја терате и криминалот. Ја терате економската политика на Груевски. Зошто? Бидејќи и вашата власт, како и власта на ВМРО-ДПМН, е власт во интерес на крупниот капитал. Начело на владата за која ти гласаше е бизнисмен. Економската политика е контролирана од бизнисмен. Нема ништо лошо бизнисмен да биде да раководи со економските политики човек. Нема ништо лошо во сиромашување на граѓаните. Неколку работи сакам да кажам. Повторно ми ги извртуваш зборовите, драг Здравко. Вака,
Велиш дека кога некој рекол дека ќе направи реформи и ја довел до вербата од граѓаните врз основа на таа предизборна програма, треба веднаш да ги направи? Не, ни на крај памет. Значи таа изборна програма се однесува за мандатот. Сега не разбирам, сакаш јавна дебата, не кеш јавна дебата, тој дел уште не ми е јасен. Јас стојам на ставот дека мора да има јавна дебата за нешто што е толку значено како даночни реформи. Зошто го оставивме прогресивниот данок кога ги отворивме другите, рамниот данок кога ги отворивме другите членови, бидејќи јавната дебата за тие членови веќе беше завршена. Ти реков, тој е проект кој што финишираше во 2017 година, финансиран од Европската унија. Сите јавни дебати претходно беа спроведени и се однесува за укинување на даночната пријава. И ти се бараш со тој проект кај што има правено јавни дебати за прашање А, јас заставам прашање Б без јавна дебата. Не можам тоа да го направам, не сакам тоа да го направам. Прва работа. Втора работа. Велиш дека Груевски одма кога се досал, извини, те молам. Зошто немаш јавна дебата за акцизите? Те молам да докажам се. Али ќе ми одговориш на ова, бидејќи ќе ти го поставам пак. Во ред. Велиш дека Груевски кога дојде одма си го воведе рамниот данок. Сакаш ние да бидеме како Груевски? Јас не сакам. И на крај велиш дека ги предложуваме економските политики Никола Груевски. Не ги предложувам. Секој чекор што го земавме на поле на економски политики оди во сосем во различна насока тоа што Никола Груевски го имаше поставено како економска политика. Уште не сме стигнале да ги решиме сите прашања, ама ќе ги решиме. Се надевам сите до крајот на мандатот. Кога е рамката за предизборната програма? Ќе ги решиме, не одма. Што очекуваш ти дека со моментот на паѓање на Груевски утре дента ќе биде подобар животот за сите? Нема да биде. Секој кој што ти кажа дека ќе поставиме темел на одржлив економски раст и развој. Тоа очекувам јас. Главниот проблем со економските политики на Никола Груевски е осиромашување на граѓаните. Но осиромашувањето на граѓаните дојде поради нивната неодржливост, поради немањето на вистинска развојна компонента. А тоа, Здравко, како што и сами ја знаеш, не се прави преку ноќ. Треба се постават темелите, треба да има неколку обиди и грешки. Ние 12 години па и пред тоа, меѓутоа последните 12 години функционираме во економски систем кој што нема логика. И самиот кажа. 27 години да. Се согласувам. Функционираме во економски систем кој што нема логика. Не може преку ноќ тоа да се реформира. Не треба да се реформира без јавна дебата. Зошто немаше јавна дебата на акцизите? Да. За акцизите, бидејќи аргументите кои што ни беа предочени во однос за тоа, барем според мене не остава простор за дебата. Остава простор за дебата, не остава простор за вистинско толкување. Прво, велиш дека акцизите, мислам дека прочитав кај тебе, акцизите најмногу ги погодувале сиромашните, не сиромашните граѓани, не е точно. Министерството за финансии искочи со податок кој што е јавен, дека најсиромашните граѓани трошат во просек околу 4 литри нафта гориво. Најбогатите 20% трошат просек околу 340 литри нафта годишно. Значи, таа мерка не ги погодува најсиромашните. Нашите акцизи беа најниски во регионот. Требаше ги покачи. Нашите плати се најниски во регионот. Се согласувам, меѓутоа растот треба да оди паралелно. Во истиот момент кога ќе притиснеш на едно место, а нема да компензираш од друго место, ќе ти крахира целата економија. Добро, може сега да сумирам. Значи, за нешто што СДСМ не го напишал во изборната програма, не треба јавна дебата и треба веднаш да се примени. За нешто што СДСМ напишал во изборната програма, треба јавна дебата и тоа ќе тера до недоглед. Значи, например, за персоналниот данок, бидејќи СДСМ е партија на крупниот капитал, знаеш што му значи како она? Како тоа сумираш? Сега извини, како сумирање? Не јас повторно го пречитав. Сега ќе ти кажам. Значи, не е бизнисмен Зоран Заев. Што ако е? Зошто тоа го правиш како злода? Ама чекај, извини, не кажам. Зоран Заев е успешен бизнисмен. Прати, извини. Значи, бил сега веќе успешен политичар. Некој ќе каже дека е добро да биде власта во интерес на крупниот капитал. Значи, јас не вреднувам. Не го кажувам никој. Извини, не ми влегуваме во збор. Значи, јас кажувам конкретна констатација. Зоран Заев е бизнисмен. Неговото пошироко семејство е бизнисменско. Кочо Ангјушев е бизнисмен. Нема ниту еден човек во владата кој доаѓа од синдикална или работничка позадина. Тоа е. Сега. Значи, економската политика оди во рамки во корист на крупниот капитал. Дебата што им значи? Дозвола да не се спроведува прогресивното даначување, бидејќи јавноста конструирана барала да не дојде до зголемување. Тоа значи. Значи изговор барате да ја спроведувате и понатаму економската политика на Груевски. Океј, вака.
Причината зашто мислам дека пред воведување на даночна реформа во насока на прогресивно одонечување, зашто отворено, веќе еднаш ќе им кажам, сега и на тебе сум ти кажал во разговор, сега ќе повторам тоа на телевизија, јас сум голем поборник за воведување на прогресивен данок. Деталите околу тоа колку проценти за која ставка треба да биде, не ми се познати, бидејќи не сум од таа струка и едва чекам дебатата за да се информирам за тие проценти. Односно, јас ќе гласам за воведување прогресивен данок, кога ќе дојде тоа на маса. Неколку работи кои ќе кажеш постојано, тоа некој да е бизнисмен го ставаш во лош контекст. Тука ми е проблемот со тоа. Значи Македонија е капиталистичко општество, сакал или не ти тоа да го признаеш. Не можеш да го урнеш системот. Кој ти дава право да го урнеш системот? Не може да има работници без да има бизнисмени, без Здравко. Не може да има работници без да има бизнисмени. И не може да има бизнисмени без да има работници. Целосно се согласувам, а ти не ја гледаш втората страна воопшто. Јас те велам дека треба да биде баланс од страните. Ти ми велиш не. Работниците се згазени. Значи се згазени. Се согласувам дека се по неповолна положба, но исто така работиме на напредување на работничките права. Како работите? Ајде да видам. Не ја подигнавме минималната плата. Со отворање на дупка кај што може со прецизно регулирање на нешто што ти тврдиш дека е дупка. Е дупка и сите тоа го гледаат. Само 10.000 граѓани добија по 12.000 плата. Се извинувам. Од претходни 100. Извини. Значи во законот за минимална плата пишува дека ако се работи за договор на скратено време, тогаш минималната плата се преполовува. И сега тоа си го пишува. И убаво е утврдено. Значи, тоа е законското регулирање. Сега, кога ќе оставиш простор, дупка, тогаш таа дупка во практиката ќе се применува. Дали ти како пратеник си поставил прашање, имаш право на пратенички прашања, како работи инспекторатот на труд? Има одлични инспектори на труд и многу мене ми е мило што има такви инспектори. Но има доста корупција во инспекторатот на труд. Промените ваши, животот, го одминаа инспекторатот на труд. Зошто е на истото место директор, истиот човек кој беше за време на бившиот режим, директора на инспекторатот на труд. Кои нови промени вие ги воведовте во инспекторатот на труд? Да, веќе влегуваме во детали, а не случајно се абстрахирав со прашања затоа што во меѓусебните одговори вие ги наметнувате и во однос на даноците и финансиската одржливост на земјава. Околу инспекторатот Павле или премногу детали се тоа сега? Мислам дека се премногу детали, ама би сакал само да одговорам. Прво инспекторатот за труд, ако не се лажам, е под ингеренција на владата. И велиш дека има се уште корупција во инспекторатот за трудот, јас ќе ти речем не корупција има скоро во секоја пора. Се уште. Бидејќи се уште се немаме справено со корупцијата на општествено ниво. Клиентелизмот, кој што во некој случај се граничи со корупција, исто така се уште се немаме справено. Тоа е нова битка, тоа е посебна битка, која што паралелно треба да е со даночната реформа, паралелно треба да е со реформа во системот на следење комуникација, реформа во безбедност на разузнавачките служби и така натаму. Има безздравко корупција? Значи не можеш да очекуваш ти дека за една недела ние ќе се излечиме од сето општествено зло кое што не следува 20 години. А не го сменавте директорот на трудовиот инспекторат. Има и други институции каде што директорите не се променети. Не би можел да ти кажам деталите за резонирањето на владата кога го разгледувала списокот на сите тие директори и управители на институции. Значи, извини, можел да биде сменет на Народен театар, ама не можело да биде сменет на инспекторат на труд, бидејќи добро дека ме прашуваш да ти резонирам одлука на извршната власт. Тоа е во нивна надлежност. Те молам на следната дебата, кој ќе бидеш некој преследник на извршна власт, прашај го да те прашам нешто што е во твоја сфера, имате право на пратенички прашања на крајот на месецот. Министерство за труд и социјална политика не исплаќа социјална помош, оние што се наши информации, откако дојде животот во Македонија, постојано се доцни со исплатата на минимална плата. Нас не се жали човек кој зема 1400 денари, плата, социјална помош, 1400 денари, Павле. Тоа е помалце од твое излегување на вечер. И сега тој, извини, не, јас сум невработен, така што не трошам толку пари. А и ќе треба да кажеш, бидејќи си за транспарентност, колку изнесува твојата плата како пратеник и зошто не си се потрудил таа да биде јавно достапна информација. За пратеничното не сум видел на сајтот на собранието колку е платата. Ама по пресметки се прави Здравко, повторно, добро ќе се вратам, да речеме, твое барање до службите на собранието, нели си пратеник, дали си независен, јавно достапна таа информација да биде како што се средбите на претседателот на собранието. Јавно достапна човек.
Дури не имаме толку во закон го пишува тоа дека имаме коефициент во однос на просечна плата, кој што исто коефициент не се исплаќа. Значи, тоа треба да биде не на барање на граѓаните, туку на институциите. Математика со дигитрон го пресметуваш. Конкретното прашање. Дали ти како пратеник ќе го искористиш пратеничкото прашање да поставиш прашање до Министерката за труд и социјална политика зошто се доцни до 22 во месецот со социјалната помош. Колку е проверена оваа информација, бидејќи ние во медиумите, Фала ти за идејата. Ја немам познавање од трудовата област, од област на работничките права, колку што имаш ти. Никош не сум се правил дека. Сакам да ве прашам колку е проверена оваа информација, бидејќи до нас медиумите секое доцнање на исплата на плати во администрација или на социјални надоместоци стасуваат како информација до медиумите. Од повеќе места до левица стигна информации дека социјалните издатоци доцнат. Значи не е само социјалната парична помош, туку помош за грижа и нега на деца, на лица и слично, значи доцнат. И она информација која ние ја имаме е дека во претходната власт се исплаќало до 7 во месецот, а сега овој месец е 22 нема исплата. И тоа е сериозен месец или подолгорочен тренд сте забележале? Од како е новата власт дојде. Добро, тоа значи од мај месец минатата година. Не знам точно, ама значи неколку месеци. Во ред мислам дека прашањето ми дозволува и деталност, така да ќе прашам секој од месеците на кој датум било исплаќано. Сега ја имам едно прашање. На кој начин вие проверивте оваа информација? Значи, информацијата дали имате барање за информација од јавен карактер до Министерството за труд и социјална? Информацијата, значи, и го кажав тоа, е од луѓе приматели на социјална помош. Дали е точна или не, тоа треба институциите да потврдат. Значи, секунда, се извинувам, не новинарите. Ако може само секунда. Граѓаните често пати, не ретко сакам да кажам дека од нив стасуваат вакви значајни информации кои што секако треба да поминат низ филтер на вистината. Да провериме дали е точно, можеби е сменет тајмингот на исплата ако било до 7, сега можеби и друга динамика има, на 22 се исплаќа, не знаеме каква е. И тоа треба да има причина и да знаеме зашто. И сега зборуваме за многу важна работа. Зборуваме за доста ранливи луѓе на кои секој денар е многу важен. И сега на такви луѓе да им доцните со исплата на тие бедни пари кои им ги давате, тоа е многу безобразно. Зошто со патните трошоци на пратениците не се доцни? Зошто се доцни со паричен надоместок на сиромашни луѓе? Дали имаш информација дали се доцни со патните трошоци? Се доцни? Еве, дајте да. Значи, колку ме на мене впечатокот, патните трошоци не се исплаќаат секој месец, како што предпоставам дека е било практиката, туку се исплаќаат групно за неколку месеци. Повторувам се, не можам да го тврдам бидејќи не сум земал ни еден денар патен трошок да се. Друга работа која што сакам, значи еве каде го гледам популизмот. Неколку минути зборуваш за тоа колку е грозоморно од граѓаните на кои што им треба секој денар да им се исплаќа подоцна. Целосно се согласувам со тебе. Нема нормален човек кој што не би се согласил со тебе. Знаеш кај спорувам? Човек, ти претходно беше во невладени организации колку години. Универзитетски професор беше. Барање за информација од јавен карактер да не знаеш или да не сакаш да испратиш до Министерството за транспорт и врски. Значи не оспорувам вистинитоста на тврдењето на граѓаните. Ако доволно голем број така тврдат, претпоставувам дека така. Ќе видиме и ќе прашаме зошто. Твојата одговорност како некој што се декларира како за озбилна политичка партија. Испрати бе на барање, почекај да видиш што одговор ќе добиеш од таму пред да ги изнесуваш вака тврдењата. Ние додека работевме во невладениот сектор, за ништо не сме мрдале без одговор од другата страна, иако тогаш беше ВМРО на власт. Ки испратиш информација, кога ќе помине рокот нема да добиеш одговор, веќе тогаш не стапуваш. Тука е да. Ти паушално добиваш пораки и статус, пораки на Facebook и на имејл, и после тоа идеш и тврдиш дека не е така. Не, имаш граѓанска врска да провериш преку законски достапните механизми, човек. Значи, според тебе, она што ние требаше да направиме во случај на човек кој зема 1400 денари е и кому му доцни исплатата, зборуваме за декемвриската, требаше да земеме да пишеме барање кое Министерството има рок за одговарање од 30 дена и требаше човекот да го оставиме да чека уште 30 дена. Што направивте? Значи, го пренесовме неговото прашање до јавност, до Министерството. Нешто што нема никаква институционална одговорност, Здравко. Се извинувам. Популистичко викање во микрофони. Институционална одговорност не е се тука граѓаните за институциите, институциите за граѓаните. За се може да се извинува. За се може да нема пари за социјална помош, не смее да нема пари. Целосно се согласувам со тоа. Ако се согласуваш, значи имаме сериозен. Јас не го негирам тоа. Јас ја оспорувам моралноста
и етично на твојата постапка. Јас викам дека твојата постапка е свесно популистичка и дека намерно не си го поднал барањето за пристап до информација од јавен карактер. Види, обврската за транспарентност на владата завршува со правење на информации од интерес за граѓаните јавни. И тоа значи дека секој од нас има пристап до таа информација. Било кој од нас тројцата да поднесе барање за информација од јавен карактер од институцијата, таа институција е должна да одговори. Сега, ти си ја да, ама види се, ти не значи дека не треба. Што ми гарантира дека во првиот ден ќе добијам одговор, а не по 30 дена? Пази, тоа што ти си добил информација по инбокс, социјални мрежи, мејл, лично ти била кажана или како и да е, не ја спречува твоето право да реагираш. Реагири бе човек, дигај галама. Ама паралелно со тоа, започни го и институционалниот процес за проверување на таа информација. Ако не бевме јас си ти сега на емисија, па ти да ми кажеш на мене, јас да се согласам да поставам такво претеничко прашање, како ќе ја провереше ти оваа информација? Или само ќе продолжеше да викаш по социјалните мрежи до недоглед, без да мрднеш ни милиметар да провериш дали тоа е навистина така? Јас со големо задоволство би го имал големо задоволство ако Министерството за труд и социјална политика и излези со соопштение, не е тоа точно. Значи ние сме ја исплатиле. Не ја знам реалноста. Ја исплатиле. И тогаш онај кој ќе биде виновен во дадениот случај ќе биде ние, бидејќи сме пренеле неточна, потенцијално неточна информација. Ама не е тоа, не е тоа суштина. Не е тоа суштината. Поентата заврши си ја својата домашна работа, do your legwork. Поднеси си барање за информација вече. Значи, што те чини? Ја вршиме нашата домашна задача. Очигледно не сте поднеле. Не е тоа. Поднесување барање за информација од јавен карактер, тоа е перење на образ. Значи, кревање галама тоа е основната алатка за транспарентност на било која институција. Да, но граѓаните немаат ниту таква обврска, немаат можеби ниту таква можност, ниту знаење како да поднесат кога навистина би им доцнала некој надоместок државен. Да ги трошиме последните 10 минути од оваа вечерашна дебата во студиото Савески Богојски. Савески, час-два пред да дојдете на оваа дебата, на вашиот Facebook статус на социјалните мрежи напишавте
за Богоевски, сегашен статист во собранието, тоа што ако носиш патики не значи дека си поразличен од пратениците на претходната власт. Од апаратчиците. Значи, добре, мислев дека и некоја... Значи, ете, прашање, то Павле Богоевски. Зошто тој е независен, тврди дека бил независен во однос на дека не е дел од ССМ, како тој со која мерка на сегашната власт не се согласил? Бидејќи Павле Богоевски и другите така наречени независни пратеници имаат многу добра можност во овој момент, од нив може да зависи власта, значи тие можат да направат, да притиснат за доста работи, да бидат онакви какви што се за граѓаните, а не за елитите на власт. Она што го гледаме на терен е Павле Богоевски си гласа како пратениците на ССМ, нема ниту еден критички став во врска со тоа. Гласи имаме небитно во однос на што го кажуваш. Дури Павле Богоевски, Ивана Туфекџич, пленумци гласале за еден контрапленумец Филипче да стане министер за здравство. Така што каде е тука независноста воопшто? Она што се очекуваше, тоа е она најболното. Значи, многу повеќе се очекуваше од тебе, од страна на луѓе кои веруваа во тебе, а она што го гледат на терен е дека нема разлика. И дека единствената твоја разлика во однос на однесувањето на пратениците на бившиот режим е дека се тоа само патиките. И она што тврдам е дека патиките не те прават различни во однос на апаратчиците на претходниот режим. Патиките во ред, сваќам што сакаш да кажеш и би сакал да вратам. Прво, ќе почнеме од крај, многу се очекуваш од страна на тебе и од страна на луѓето што веруваат во тебе, се согласувам, но те молам немој да збориш од име на група кај што никогаш не се бил дел. Се согласувам дека се очекуваше повеќе од тоа што е постигнато, меѓутоа очекувањата може да направам паралела помеѓу тие очекувања и очекувањата за целата власт. Не, за тебе. Секунда. Уште од сам почеток кажав дека реформите не може да бидат ниту брзи, ниту површни. Тоа мора да биде дел од многу поголем процес и сега ќе се вратиме на делот независен. Ако претходно викав дека намерно нецелосно ги кажеш работите, сега не мислам дека го правиш тоа намерно, од проста причина што те знам и од претходно и мислам дека си на таа линија. Значи, независен пратеник во коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Така гласи целиот назив. Не гласи независен пратеник, односно слободен стрелец. Види, велиш дека имаме многу добра можност, односно од нас зависи владата и така натаму да ги наметнеме нашите барања. Го правиме тоа, Здравко. Го правиме тоа секоја секунда од нашето присуство. Те молам, ќе се докажам. Го правиме тоа секоја секунда од период од времето што го поминуваме во собрание. И јас, и Ивана, и Ирена, а можам да ти кажам и многу други претеници. Дали без твојот глас ќе се изгласаше за министер Филипче? Контрапленумецот. Не, немаше да се изгласа, многу гласавме со полна одговорност, бидејќи предлогот беше доволно добро елабориран од страна на владата, бидејќи министерот рече дека не се подпишал, туку го подпишале. Дали тоа било вистина или не знам, но тоа што знам е дека аргументите кои што ги изнесе владата во однос на неговата стручност, кои што аргументи се потврдија само откако тој стапи на позицијата, е дека Филипче беше вистинскиот избор. Да, беше вистинскиот избор. Сега околу независноста. Здравко, кога се ева делот кај што мислам дека ти не ги изместуваш намерно работите во случај. Бидејќи ова мислам дека никогаш не ти беше јасно. Кога има збир на повеќе различни страни, нужно е да има решение кое што е компромисно, иначе таа заедница ќе се распадне. Нашите разлики во мислење, нашите несогласувања. И пази, ова е нешто што може многу лесно да се докаже преку сензационалистички Facebook постови, ама и тие си имаат своја тежина. Значи, нашите несогласувања, ние ги изразуваме внатре во пратеничката група. Не победуваме секогаш, одма ќе ти кажам. Односно, да, многу често знаат да преовлади мислењето со кое што стартуваат пратениците кои што потекнуваат од партиите. Но веруем и тоа приближно не во секоја прилика. Несогласувањата ги пегламе внатре и излегуваме со изедначен став во јавноста. Еднаш ќе им гласаме само различно од мнозината на пратеничката група која стануваше збор за барање за едно автентично толкување, но да, тоа еднашка не го менја твојот заклучок дека сум гласал во линија со
партиите, како што сами одвикаш. Коалицијата значи одговорност, Здравко. Значи да, владата зависи од нас, но не зависи само од нас, зависи од многу други претензии, се разбереме, ако решат да не гласа. Да. Се извинувам само ако може да кажам. Владата зависи од нас. Но дали тоа значи дека при секојаш кога имаме несогласување треба да ја оценуваме целата коалиција? Тоа е нешто што ти би го направил и затоа мислам дека не ги извртуваш намерно работите тука. Едноставно ти кажам дека одговорноста која што ја носим и тоа како значи правење на компромис, се додека се обидуваш да бидеш верен на твоите цели и принципи кои што ги тераш. Тие несогласувања остануваат внатре, Здравко. Затоа не ги гледаш. Бидејќи јас, да, мислам дека се верен на принципите и ја дозволиме да кажам. Бидејќи јас кога не се согласувам со мојата претеничка група, не пишувам сензационалистички и популистички ставови за да расте мојата популарност и да грабам лајкови. Напротив, ги трпам критиките, бидејќи ставот со кој што излегуваме е надвор. Ставот со кој што излегуваме надвор е заеднички. Во однос на принципите и на целите на шарената револуција. Стојам на тоа дека сум верен, сега ќе ти кажам зашто. Да, само ги трошиме последните минути од дебатата. Сакам вака да кажам, и ова е непроверена информација, но еве во овој контекст, две професорки веќе од средно образование се јавиле во нашата редакција со прашање Богоевски до вас. Знам дека вие не сте извршна власт и релевантен, но повеќе како прашање и како констатација дека во средните училишта се уште не е поделено плата за декември. Има време, месецот се уште јануар тече, но предпоставувам дека тие тајминзи биле малку порано. Затоа треба да дојде до промена на економска политика на Груевски. Бидејќи, значи во Македонија се трупа невидено богатство во мал број раце, кој вие не ќете да го чепнете, бидејќи тие ви се финансирате. Савески, на крај само да ве прашам, делот, еве, следете ми и вие Богоевски, ако можете, делот тие борци, соборци што ги гледавме на улиците, кои протестираа деноноќно и макотрпно, станаа дел дали од законодавна, дали од извршна власт, и тоа никако беше предвидливо. Вас пред да влеземе во студиото ве прашав дали имате работен ангажман, ми одговоривте не, тоа го кажавте и во емисија. Човечки, после таа битка, не дека нешто се очекува дека ќе се случи во животите ваши, но дали чувствувате некој човечко чувство на изневереност, оставање на цедило? Не. Зошто немате ангажман сега во моментов било каков? Кога режимот нели на Груевски е соборно Значи, левица е отворено на страната на работниците, сиромашните и обесправените. Ова е влада во интерес на крупниот капитал. Јас не прифаќам да служам на тие интереси и затоа не сум. Ако распишат конкурс кој ќе биде сосема коректен и на кој ќе се тоаш би се пријавил, и ако сум најдобриот кандидат, очекувам да бидам вработен, но не поради заслуги. И тоа треба да биде новото што вие требавте да го донесете, а вие тоа не го направивте. Тука не се согласувам со тебе, Здравко. Да. Прво, стварно мислам дека ја знаеш дека не го паценам. Стварно мислам дека кога станува збор за работнички права, ти си еден од подобрите стручњаци во Република Македонија и да, твојата помош ако е искрена и тоа како би не била, би била на сите во државава од корист. Но го спомна еднашка, сега ако зборуваше го спомнам, дека не би требало да биде заслуга. Значи јас тука целосно се согласувам со тебе. Фактот што имаше луѓе кои што да многу подолго на улиците од мене. И имаше луѓе кои што 10 години си на улиците. Самото присуство на улиците не треба да биде третирано како заслуга за добивање некаква позиција. Тоа што беше, извините му. се третира. Не се третира, Здравко. Не е така. Визијата за тоа што сака да направи. Само го дискутирам. Името, имаш студент кој студирал медицина, па нешто дипломатија и еднаш станал експерт за да биде во владин тим за пиар. Кој што своите вештини во комуникацијата со јавноста ги докажал низ 2 години борба во невладиниот сектор. За борбата, али не има квалификации за вршењето на должност. Ги докажал и покажал дека има визија што треба да се промени. Значи, тоа е поентата, тоа е причината зашто вие луѓе се таму каде што се. Вештините кои што ги имаат покажано во претходното искуство, кои што сами по себе не се доволно, и визијата за тоа како треба да изгледат работите во иднина. Тоа се луѓето кои што свесно се изложија на критики. Извини, дали мислиш ти дека јас кога одлучив да стана пратеник, не бев свесен дека ќе бидам критикувано многу често дури ниско од твоја страна, извини. Да, бев свесен. Но ние волно решивме да влеземе во калти да се испрљаме, решавајќи ги проблемите. И критикуваме новите уште поостро отколку што го правиме тоа Груевски. Тоа ти не го правиш, тоа ние го правиме. И сега тоа е разликата помеѓу мене и тебе. Да, тука Богоевски
Савевски, ви благодарам, ја завршувам дебатата. Ви благодарам што решивте вака отворено, значи да ги барем расчистиме дел од оние дилеми што се појавија во јавноста. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето и за учеството. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието и довербата со кој не следевте. Следува вечерниот дневник со колегата Сеат Ризвановиќ. Од мене довидување.